Дами и господа, нашиот прв гостин! Акторот кој има еден куп улоги одиграно, многу во странство, но голем број и во Македонија. Се работи за човекот што ке пука. Да, ке пука, мацо! Тука е Петар Мирчевски, Пепи Мирчевски, како сакате. Ке пука, мацо! Кај бе, брат? Пепи Мирчевски, легенда! Повели. Легенда, ти легенда и репликата. Да. Така, тие кажуваат вака луѓе после толку Се случува години. често, да. Да. Да, баш ми е драго. Со Раде се имаш видено после филмот? Па сега работев последно со него Слободување на Скопје. Одлично. Имавме премиера во Пула, бевме на Пулскиот фестивал. Значи соработувате, Да. може да си се каже, така? И често се гледаме, да. Да. Можам да речам дека сме пријатели. Велат дека е така, боем, да кажеме. Топ. Нели? Значи за дружба еден од Цар. топ 5 луѓе што ги знаеш или не би го ставил толку? Па е високо, да. А? Котира доста високо. Одлично, одлично. Си играл и во Прашина, и во Мајки, и во Сенки, со други зборови, во сите филмови на Милчо имаш. Да, така? среќа. Да. Во... Во америчкиот не. Тоа сакам да кажам. Ој Бикини Мун. Бикини Мун не. Не те зеде таму? Не ме зеде. Ти се налути нешто? Изгледа локално ме сваќа некако. Да. Точно, кога ќе снима само... Да. Од кај е, да речам, причината зашто во толку многу филмови на Милчо? Не знам. Не ти има кажано некој? Не си Па го не знам. прашал? Не те Треба него заинтересира? да го прашаш 100%. Да, ти не си го прашал? Па не сум го прашал. Не, да. Која зима, нека зима. Да. Да, добро, кул. Се надевам ќе играм и во новиот. Се надевам и јас. Ако не му да е срам, нека не играм. Слушаш, Милчо? Слушаш? Милчо, Си глумел Пепи со актерски величини, балкански, македонски, секакви, а бога ми си глумел и со величини од поинаков калибар. Со Моника Белучи, например. да. Така? Да, играм во последниот филм на Костурица, Да. на Млечниот пат. Го снимав, Така. јас снимав околу 3 години, а филмот се снимаше околу 4 години. Мислам во летниот и во есенскиот Пепи, период. 3 години. Да, ми се чини 14, 15 и 16. А активно по колку месеци од годината? Па во лето и во есен. Во лето и есен. Ние Па прво не е малку. снимавме една година, па потоа Костурица се сети дека треба на рамото да носи сокол, попадна некоја идеја, и чадор за сонце и за дожд, и цел материјал што го снимавме една година, го фрли, па снимавме наново. А на почеток немаше таква идеја воопшто. Си Немаше. тераше нормално, Да, без... да. И после го Бог да снимавме, цел материјал повторно го снимавме и продолживме уште 2 години. Е, добро, така откачен е за сите работи или? Супер е, многу е напорен за работа, мислам напорен Под наводници. во позитивна смисла, али Како би ни опишал нас воркохолик лаици? е, воркохолик. Перфекционист? Перфекционист до крај. Да, тера Ако многу не го дублови. постигне она што го па на пример јас имав еден дубл кај што истураме млеко во една кофа, а во кадарот ми беше само мојата рака. Добро. И правевме 52 дубла, затоа што не му се допаѓаше млазот на млекото како тече. И тоа го Без два снимавме пати цел историја. ден. Боже, господе. И тоа колку беше во филмот? Една секунда. Не, филмот не сум го гледал, не знам дали стои. Како би? Не, сум Не го имаш гледал. гледал? Не. Има друг филм твој што не си го гледал? Има и некои други, да. На Милчо ги имаш гледано? На Милчо, да. Да. Јас сум таков човек, немам ни една критика, немам ни една фотка, немам мејл, не се расправам со Facebook. Ај, Например, сценаријата ми ги пуштаат на мејлови од синовите. Па ти одма ми ги копираат и ти не можем на лаптоп се нервирам. Значи сакаш вака пред тебе. Тоа. Така? Само тоа. Никогаш не си направил ни Facebook ни ништо? Не. Затоа ќе си комуницираш со Немам роднини, ништо, со нешто немам се чудиш, ништо, не? Не? Не можем. Ајде. Секлет ме фаќа. Телефон каков имаш? Од старите да ни Па имам мене во театарот ми викаат вика бугарски, имам Nokia, не знам ни како се вика стар. Тоа тач мач ништо. Не е така? Не. Што збориш, бе? Не. Бројки, 1, 2, 3. Бројки нормално. Одлично, добро. Книга си читам вака, не можам да читам на лаптоп. Врати се за Моника Белучи. Мајката. Ти кажи за Моника Белучи. Како маж за маж. Згодна, а? У ПМ, брат. Види, значи дама со сите Да. нишани. И вака, и вака. Одлично. Крупна дама или? Па не многу крупна, али Не? многу убава. Многу убава. Мислам, нели? убава е мал збор за неја. Така е, така е, така е. А многу секојдневна, многу едноставна. Приемчива Вокруг- вака Да, нема проблем. Најнормално. Браво. Например, ние го снимавме филмот и престојувавме во Требиње, во исти хотел живеевме Добро. се. И се случуваше да ручаме надвор во бавчата на хотелот и
жители на Требиње ќе поминат сред ручек, сакат да се сликаат, тај ќе стани, се слика, си продолжува, нема никако. Браво. Успеа да си направиш муабети за надворот филмски живот, онака за... Нема многу време, али вака си правевме некои. Кул, добро е тоа. Кустурица малтене сам си ја даде улогата. Да, тој игра главната улога бразилијанецот, а јас играм вилењак. Браво. Елф. Дејан Начимовиќ е режисер, исто кај него сум играл во сите филмови. Тој има снимено 3 филма, сум играл во сите. Ил јасно пријателју, Морам спават анџели и Јанка. Браво. И се закол најавно дека ќе играм во сите негови следни филми. Не е ко Милчо. Не може да е Милчо. Да, во америчкиот не. А како беше као ти, нели, машко фан на фудбал, ете си знаеш, си гледал, знаеш, и сега Ерик Кантона, бе, од тебе, како? Јас многу од фудбал не се разбирам, нормално го знаев Ерик Кантона. Али човекот беше супер и голем професионалец. Прв беше на сет, прв знаеше текст. Па тоа може од фудбалот му ја останат. Да, а нели го памтиме, него беше доста агресивен, тој како не и со влезе публиката со се тепаше. клиза, но со Маја Гери му влезе на еден публика еднаш. Адли одличен тип. Седмица легендарна, фактички седмица пред Бекам беше он. Да, супер. Да, одлично, кул. Битолски театар работиш од кога? 1 септември 79 година. Машала, браво, Апол, секоја. Многу. Браво. Сум имал понуди за во други театри, меѓутоа останав. Така? Во тек додека работеше таму за трансфер? Не, и кога не за трансфер. Не, значи, имав и како повозрасен, тоест постар и во драмски и во МНТ и пред тоа. Зошто не се одлучи да? Па мислам дека ништо не ми фали. Навика или не? Јас сум врзан доста за фамилијата и бев сам како дете на моите родители и ми беше жал да не се вратам во Битола да видат сами. Так. А сега после ми се родија внуци, имам синови, ова така да. А кога сме кај фамилија, зошто актер? Има некој актер од фамилија, има некој со уметнички... Моите двајца синови што се актери во Битолски театар. Ама зборам за татко, не, нешто, мајка... Татко ми беше некој градежен работник, мајка ми домаќник. Значи, потекнувам од работничко семејство најобично. Ти си првиот што фаќа актерство, уметност. Па ја сега, и синовите продолжи. Кога прв пат виде дека те привлекува глума? Не знам, јас добро и во основно училиште некоја драмска секција, ваму таму. Па после у гимназија почна некоја младинска сцена во театар и заразата фати. Никогаш не се сомневаше дека ќе бидеш актер? Немаше фантазии за друго нешто? Не. Не, а? Добро, одлично. Кај кого заврши фактички глума? Јас завршив кај професорот Љубиша Ѓоргиевски. Далечната 79 година. Какви импресии носиш? Многу научив за театар од Љубиша и беше топ професор. Значи, онака баш го цениш. А кон нас студентите не се однесуваше како професор-студент. Добро. Бевме како... Значи, не надмен. Не, никако. Супер. Браво. А соработувам за среќа и се уште многу режи, многу негови представи се во Битола и сум играл во сите представи скоро негови. А исто така и гостував и во драмски театар. Имаш броено колку представи имаш одиграно? Мислам околу 170 премиери. И околу 40 филмови. Пепи, секогаш има представа некоја што не ти е кеф да ја играш. Да е една. Нели? Да. Како се справуваш со тоа? Па малку се мачам повеќе, али професионалец кога си мора да заборавиш на се. Нема сакам неќе. Нема, Публиката се спремала, се туширала, сечеле ногти, се дотерувале, да дојдат да гледаат, а сега мене не ми се игра. Кој дава така? Да. А се случува па со актер да не си у фини односи у моментот да мораш да делиш сцена. Па кај мене може би нема да звучи вистинито, може би скоро не. Не се случува. Па што знам, живеам со сите актери. Да, кул. Јас имам еден обичај кога работам и со режисерите, одма им забранувам да ми се обраќаат на вие затоа што чувствувам некоја дистанца. И мислам кога сме поблиски дека ќе има поголем резултат, ќе бидеме попродуктивни. Одлично, браво. Нескромно овака за себе ако можеш да кажеш. Сакаат луѓе да ти имаат во тимот баш поради тоа што си таков? Мислам дека да. Нели? Бидејќи секогаш треба по некој. Сакаат и во друштво да ме имаат. И во друштво? Не, нескромно, мислам дека е вистинито. Да. Види, прекарот не ти е случајно. Пепи пивцето ми вика. Пепи пивцето. Од кога го имаш закачено? Мислам, добро, вие битолчани сите имате прекар. Прилепчани имат најмногу. Да? Не, тоа го добив на работна акција, нешто, редчевме сончоглед, па кој ми го даде редот, немаше многу за работа, викам добива пиво, а после, за да го задржам прекарот, почнав да конзумирам пиво, некогаш и повеќе од колку што треба, така да пивце мора да се застуди прекарот. Мора, нормално. Не е сокчето. Сега намалив. Сега намалуваш? Сега се расправам со внуците.
Па добро. Имам внука и внук, Бисера и Павел. Да се живи и здрави, браво. Фала, здрав и живи. Кул. Кажи вака сега, каква е дружбата у Битолски театар? Таму сте, знаеш, има големци, ти си од генерација на Митко Апостоловски, на Борис Чоренски. Па се дружиме за среќа, се уште се До ден дружиме. денес сакам да кажам. Да. Значи си ја држите дружбата, така? Гледам дека некаде се создаваат некои ладни односи. Ради политики или? Па што знам зашто, јас тоа политика игнорирам тотално. Така треба генерално. Не можам тоа да се распи. Твое мислење е дека политика треба да е надвор од театар, претпоставувам, така? Добро, кул. Ама сте Мада што не можеш имун да бидеш, ама меѓутоа се трудам Не, имун, ама знаеш, професијата да остане невина. Примарно, да, јасно. Знаеш. Сте мајтапчи вака како Битолски театар. Важите за Прилепчани водат повеќе. А јас имам сопруга прилепчан. Значи ти си така спој дома сте на Па две. нешто некој имаме така. Вистина ли е дека река сте сакале да скокнете со Фичо? Цела река. Да. Па бевме така. Кој ја дава идејата, мене ме занима. Знаеш, кој седи и му текнува, ајде да рипаме река со кола. Па добро, сега ако има алкохол во поголеми количини, некогаш паѓаат и такви идеи. Ова беше одамна да не се стекни впечаток дека сега мислим. Кога фичовците Кога фичовците крепеа многу алкохол. така. Значи ти со Да. со другариве од театар, Да, викаме да скокниме. Драгор се вика реката во Битола. реката Драгор, Да, така. да скокнаме. Да не може, има. И не ја скокнавме, фала му на Бога. Не успеавте? Па не ни се обидовме. А како се Само скока, дума. како се скока река физички? Значи како види, знаеш, ова е рамно, како можеш да ја скокнеш? Ти треба нешто бре да Не, во тие моменти можеш. а? Не ставите нешто рампа, нешто таква работа? Немавме рампа, немавме тука никаква рампа. Боже, удри. Како успеа да останеш бе имун на технологија, да Не можем, успеваш? не можем. Знаеш, не можем, сигурно твоите пријатели вака сигурно имаат и смартфони и фејсбуци, нели? Да, не можем. И не можем, например, да замислам на маса во кафеа седат четворици и сите со мобилните. Тоа зашто седат заедно? Ти е непоимливо. Не му е јасно зашто се заедно. Добра, да речеме седи со тебе пријател. Седите си правите муавет и туку си вади он. Си проверува Facebook нешто. Не, ќе станам, ќе се замин. Да? Да. Нема трте-мрте, Па зашто да го гледам додека прави ова? Ги спомнавме синовиве, двајца Мартин и актери Филип, да. во Битолски театар се исто така, едниот има глумено во... Едниот заврши со пајакот. Да, генерација? Да, Мартин повозрасен. Што ќе кажеш за Мартин? Мартин и јас сме единствените последните мохиканци од нашата класа што останавме да комуницираме. Зошто ме пајаче? Затоа што тоа е единствениот човек пред се и не само Мартин, туку и се гледа, мислам, тој од вистинска фамилија, од луѓе кои што останале луѓе за разлика од сите други. Еве како што Пепи каже, и јас сега него ни носам телефонот, гости в дома. Јас сум со таков олдтаймерски телефон, тоа тач мач не ќам да чујам. Единствена техника во животот што ми е гитара, друго ништо, не? Многу романтично ова звучеше. Не, стварно. Ама искрено. Искрено, да. Сакам да кажам Еден од ретките. дека Мартин останавме луѓе со фамилија, еве. Можда един од ретките што другиве не ги рачунам за луѓе од академија. Стварно. Искрено. И не знаете дека каква чест имаме што сега Пепи е тука со нас во студио. Ја мислам дека ако некој требаше да има црвен тепих, тоа беше Пепи, а не плав тепих како што сте му ставили. Грешно. Па и добро и Фала. следен пат да дојдеш и со синовите. Фала. Чисто да кажеме, значи едниот може го знаат од превртено Караула, Румелија има играно, другиот има играно Прашина на Милчо. Прашина Мартин да играше. Така, Деца на сонцето и така натаму. Како комуницирате за глума? Пример, знаат да ти речат, еве ти не си гледал филм, они да гледаат и да ти речат таа сцената тоа. Ме прават парта. Да? Да, озбилно. Не милосрдно. Не милосрдно, тоа е безкрупулозна работа. Да? Да. Дури малце Јас некогаш сега и последно време внимавам, не ни кажувам дека снимам некогаш. Си кјутиш. Не, ти викам ова, ти вика ова го снимаше ти.
И сега И за театар исто? инкогнито, и за театар, да. И за театар, да? Партал. Не ги викаш на премиери, батери. Ба некогаш играме заедно. Точно. Управо си. У тие моменти нема Да, бегање. да. Добро, али можам да се пофалам со моите синови, мислам стварно наидуваме на разбирање во работата, инаку се критичари големи на мојата работа и мислам дека тоа е позитивно. Не треба тоа, тој ми е сино, ми е татко, бе, па да. се е во ред и се е добро. И најубави, Да, најпаметни сме. мислам дека се добри работници, да не ги фалам сега непријатно Коси е тоа. пофалиете, па ја Колегата, се каже. Пајаков. Да. И за крај, Пепи, да те прашам за нешто што уживавме многу, сепак беше кратко и сладко. Пепи и Муто. Тоа е супер. Тоа беше фантастично, имаше муавет дека можеби би се правела и Па се серија. надевам дека ќе биде, треба да се снимаат 10 епизоди, ама Значи тоа е чисто ако некој не знае, големо задоволство ми беше. беше краток филм со Да, тебе и едно Сашко Коцев. Да, да, во главните улоги Да. игра и други, така. Али многу добар излезе. Полицајци. Да, да, јас инспектор кој треба да оди во пензија, тој ме заменува и се спријателуваат и Сашко кажа за таа сцената кога во колата сте па му паднало нешто доле, Аха. па он се наведнува. Ти текна? да, ми текнува. Зашо го каже тоа? Да, го кажа, да. Ти ја сеќаваш целата. Ја работа, така? сеќавам, нормално. Да, одлично, да. Мислам дека ќе се снима и ќе бидам радосен ако се снима тоа. Искрено, уште порадосни ќе бидеме. Сега за сега немаме нешто конкретно како информација, но дај Мислам Боже да дека. добиеме набрзо информација. Пепи Мирчевски, многу ти благодарам што не почести Здрав со и живо твоето си. гостување. Фала Да ти. дојдеш пак. Пепи Да. Мирчевски. А сега продолжуваме со игра Солза и смеа и Маријан. Ајде! И време за игра. Ова игра ја крстивме Топ Шоп реклами. Зад мене се наоѓаат двајцата представници од Солза и смеа, Саша и Кумбата. Тие имаат преку нивните ликови. Ликот е Джевдет едниот, а другиот е Дедо Кочо. Дедо Кочо и Джевдет вечерва ќе ни направат реклами со 3 реквизити кои што ќе ги видите, ќе дознаете тогаш кога ќе ги видите. И сега јас ја напуштам сцената и уживајте во играта. Значи тие треба да продадат. Јас да почнам али ти? Ајде ти почни го прв. Вака, ова е нашиот најнов револуционерен производ кој изгледа како обично некакво си сунгерче за чистење, но тоа не е баш најобично сунгерче за чистење. Значи, може е многу погодно да си го порачаат пример парламентарци и такви други луѓе што се во јавноста за белење на образо. Значи можат да си го исчистат, да си го обелат образо. Сега кога сме кај ова, јас го користам, значи гледам бака низ Скопјево, што чистат. Јас го користам тука кај нас во Битола, со ова ја ранам фамилијата, чистам џамој. А што е најбитно? Кога гледам навечер телевизија, имам многу лакна на грбот и го користам како чешајне. И се чешам и релаксирано гледам пример 1 на 1. После, ако сте, например, од тип на луѓе како Жаре, само ги собирате лакнат од грбо и си правите прекрасна шишка. Значи, јас за овој производ нема да кажам ништо, ќе каже колегата, јас имам еден специјален производ за 20 секунди. Епа, овој производ изгледа како обично далинско, но тоа не е. Ова е најшето најново еу политичко далинско. Например, ако не иките да гледате Сител, петката изваена секогаш тука, не мора да прицкате. Сега доколку сакате да слободно да ви дојде живото во Битола, прицкате 369, значи шифрата е 369. Или, например, ако сте, да речам, малце потврдокорни патриоти, прицкате 111, значи едно име, еден народ, еден јазик, Една држава. и така натаму. Така јасно. Ако сакате да ја зголемите политичката бруталност, 1-3-1-2, се знае која е шифрата. Добро, сега јас нешто да Или- кажам. Еве го мојот омилен производ, кој го употребувам секој ден, се знае за шо. Кога има поголема нужда. Сега, во некои случаеви го користам кога ќе одам на свадба. Како кук, како вратоврска. И го користам, например, како велосипедската патека на широк сокак во Битола. И се разбира за други работи, например, да се избришиме сурато и така натаму. Тоа беа Солза и смеа, еден огромен аплауз за нив! Фала ви многу! Саши и Кумбата од Солза и смеа. Добре дојдовте, момци. Добро е, добро е. Ајде, фаќаме, немаме многу време, ќе не кара Ѓоко. Вашите скечеви на YouTube се
буквално веројатно најпопуларните македонски, да ги речем, од македонска продукција имаат па не знам таму колку над 600-700 илјади прегледи по колку тераат. Значи во последните 2-3 години сме најгледан канал на YouTube. Така. Тој ќе кажи Кумбата затоа што тој ја води таа. Ти си терасата? Да. Па мислам дека од македонско говорно подрачје моментално е најгледан канал во До Македонија. колку фаќа? До колку одат видеа? Па мислам дека до 700 800 илјади Во просек, гледаност по 300 ќе фаќа во во просек, месец. а? По 200-300 илјади и фаќа во просек, или? Да. Браво. Тоа е за македонски услови огромно. Да, има клипови по 2 милиони, има клипови по 150-200 илјади, тоа зависи, зависи од... Има ли бе ќаро тоа? Стига ли паричиња некој капат ли? Ние Во си знаеме. Македонија искрено не. Не може значи баш да се живее од YouTube. Не, затоа што обично YouTube гледа поглобални реклами, значи на јазик што е глобален. така. Така да Фактички овие што се рекламираат, па не им е толку Да. ќар да се рекламираат на македонски видеа. така, ние сме еден јазик. Е па едно Да, име, имаме ние еден јазик. договор со некој, ама тоа е нешто ситно така. Значи ситно, не може баш да ги покрие трошоците, така? Да. Не, значи За за жал. трошоците не правиме. Да. За трошоците не правиме. Добро, Тоа е имате ентузијазмот што не тера тоа што го колку тера. имате снимено видео? Пошто многу. Па мислам дека околу 500 се сигурно. 500 скечеви да ги 500 речеме. скечеви, да. Значи 500 пати еден познат режисер кажа дали квалитетни се или не се квалитетни, ама вика 500 пати ви да се соберите. Да, Да собериш екипа и да снимаш, тоа е за респект. Значи и Абе, нека 500 купа пати мисле. со мајка ти на ручек не може да се собереш, не па знаеш. Абе 500 пати тоа веќе преку. А вистина е дека нема сценарија, така напишани сценарија, дека си одите Не. така? На почеток сакавме да правиме така. Мислам, што имате вие во глава? Као план што ќе правиме од прилика? Како треба да тера скечов? Значи се договараме значи ако снимам утре Савајле, се договараме вечерта, на сет се договараме кој што игра, како игра и се оди вака на импровизација како. Значи планот е Значи знаеме следен. што е приказната. Да, кај треба да завршите? Планот А е како? следен. Се ова Саше пијан од кафана и вика слушај јак виц и другиот ден го снимаме. Ти ги кажуваат вака луѓе, Да, да. Значи се случува се седиш негде и Не, ти не, доаѓа не. да ти кажам нешто, а снимите. Така, да. Мене ми кажуват на гробишта. Како бе? Ова е вистина? Сериозно, да. На гробиште идов кај да запалам свеќа кај татко ми и мајка ми и врват една фамилија со дечења и вика: "Еве го Солза и смеа. Ајде. Ајде да ни кажеш еден виц." Ајде. Се му кажам ти што ти е проблема со те? Не бе еден виц оти. Бе на гробишта сме. Ако не и тие може да се насмеат, викам не. Ајде. Не може да се бориш со тоа, више. Те победила. Па му кажа виц. Човече. Човече. Ви се случува да се љути некој за скеч? Се случува, а? Па тоа веќе ни е пракса. Значи ние се чудиме ако некој не ни се налути. Значи ни е викаш, чудно. Океј, си сосед, да, и ни е чудно. Сега мора нешто Да. тука, нешто има. Да, па се лутат обично попови, полицајци. Не толку полицајците колку направивме на глупост на времето, го почнувавме, снимивме еден скеч со Оџа. Добро. И стигна до така се вика тој Иваза. Да. Иваза, да, Иваза, да, исто, да. И што овој што е Оџата во Битола ни се јави, ни се закануваше. Јас јавно на Тера телевизија се извинав, мислам за тоа. Стварно беше ненормално нешто. Добро. И после тоа заминавме одма за Австралија. Значи ја претеравте? Не да претеравме. Добро. И ние го Деца бев уште, шо знам деца. И Добро, се вративме од Австралија и почна да ни се јавуваат некои сумливи типови од Гостивар, од Дебар. Елате во Дебар ќе видите дебели свињи, Ау. ќе ве насечиме вака, значи, ама пак ние пак се извинувме, ама Ама сега фала Богу, мислам не. добро. Океј сте. Тоа беше така? пред да. кога почнував. Е, А сега види се љутат се. Хумор е зезната работа. Да. Не знаеш до каде е границата. И јас имав телефонски закани од кабинетот. Од кабинетот. Да избришам некој Facebook статуси, значи се дешаваат секакви работи. Се дешава. али Колку време, пази, вие сте многу одамни и пред Талески и пред многу други Па да, сте веќе биле. 22 години е Солзи сме, а? Еј, 22 години, аплауз за 22 години, човек. Но, добро, како уопште почнувате? Како викате, ајде да се собереме, нешто да направиме? Солзи сме, значи започна 95-та година. Направивме на партизанска представа Том Арсовски Александра. Добро. А како представа, значи? Театарска, значи правиме театарски Добро. представи. Да, добро. И
бевме собрани деца од Поки училиште од Битола и за да играш представата во Домо на културата тогаш треба да имаш печат од негде. Ние тој печат не можевме никако да го добиеме и таа представа помина за наставниците од основното училиште Климент Охрид. Супер. За наредната 96-та... Ми се допадна? Упорни бевме наредната 96-та година, најдовме печат. Добро. Преку културна просветна заедница беше на времето. И јас и Дејан Пројковски, режисер. Дејан Пројковски. Ја започнавме Солза и смеа со представата Long Play од Горан Стефановски во Центарот за култура. Така трга, значи. Преполна сала. Да, на 7 февруари 96-та година. Дејан беше дел од Солза и смеа да речеме? Да, и ко студираше Дејан беше да. Што му беше улогата да кажеме во Тимов? Значи си ја поделивме јас као подобар глумец, тој режисер, тој ги режираше представите. И па тој после се насочи кон режијата. Тоа може и режисерски почетоци му се? Па да, му се, да, Нели? да. Заедно започнавме Солза и смеа. Но сега веќе е етаблиран на големо. Да. Одлично. И заедно работевме представа во Битола. Браво. Во екипата беше и наш Маријан. Маријан Георгиевски беше дел од Солза и смеа. Да, Маријан си дојде официјално на аудиција, го примив. Да? Да, и Без протекции. не, Многу талентиран, нели? Да. Да. И Чекам, колку ти плати, кажи. не, детенце беше тоа. Како беше приказката? Да, супер, дојде, така беше дојде на аудиција. Имавме аудиција за нови членови и А колку примавте? па примивме тогаш 5-6 души кои се денес беа Маријан, Катерина, се глумци во Битолскиот театар. Добро. Ја работевме Цигани од Пушкин Добро. и Маријан играше една од најкомичните улоги во представа. Значи уште од старт се Мацко кај, Мацко ене. Маријане. Браво. Сега, ти си дипломиран актер. Да. Фактички. Кумбата си е монтажер. А го знаеме тоа дека пред 2 години Кумбата беше пријавен за монтажер во еден на еден. Да. Што се случи, Гјоко? Зошто Кумбата не е монтажер во еден на еден? Кај, Гјоко? Што се случи Избега, вака? Гјоко. На оваа тема го нема. Да, некој другар ми прати баш тоа линк дека еден на еден има потреба од монтажери и јас бев тоаш пресно дипломиран, реков ајде да ја пробам, Дај да работиме. да, баш нешто што сакам да го работам и се пријавив уредно, значи на имејл. Ни пратија некои материјали од, мислам дека беше тогаш твојата прва емисија од таа сезона. Демек. Така, проба. како измонтирајте сега пробно за да видиме кој е адекватен за да оди А понатаму. нас ако ни се допадне ќе го пуштиме во етер. Ете така. И сега влегов во втор круг, значи во првите најдобри 10. Па после ми пратија втора и трета епизода да ги измонтирам, за да видат како јас ќе знам да импровизирам во монтажа. Добро. Ги направив и тие работи, значи после влегов во трет круг, реков што стројава има поќе од X Factor круга. Браво. И влегов во најдобрите 5. Ми дадоа четврта и петта епизода да ги измонтирав, ми рекоа сега си во најдобрите 3 и се откажав, реков ќе му ја направам цела сезона, ќе ми речат не требаш. Браво. Одлично. Малку за представите, бидејќи, како што кажавме, скечевите гледани, си спомнати дека и представите богами се гледани до толку многу што не само што се бара карта повеќе, него луѓе и на покриви се качуваат за да ве гледаат. И паѓаат. И паѓаат. Кај беше тоа? Кај се Значи случи? во Битола игравме долги години, салите секогаш беа полни, сега ајде низ Македонија. Да. И кога почнавме низ Македонија да одиме, стварно беше еуфорија. Штип, Велес, Кичево и во Тетово се случува прв пат одиме во Тетово, салата преполна. Браво. У Дом на култура? Мало детенце, 15-16 години, преку кровот, за да му ја фрли картата на другар му, за да му ја дај надвор, ме разбираш? За да влезе. И тој паѓа на средина во салата. Кона филмови, кона комедии. Да, сериозно. Не знам како се качи на кровот одгоре за да му ја фрли картата. Фала Богу, не се повреди нешто многу, а? Не, се беше окей, ама не знам, некои тајни влезу, излези, знаат. Он ги знае. Што си ги, оне како ги викаат тапкароши Не на треба ти времето. да ги знаеш. А охриѓани се подобри, тие сами си прат влез. Значи се деси во Охрид Како? исто на представа, па дете што живеело блиску до Домот на културата си зел столица од дома и тула, си го скршил стаклото фино лепо, си се качил на столчето, си изгледа представата на бегање, си го зеде столицата и дома. Немаше стол. Во салата си ја дојде од дома, в комши му е. Театаров комши му е. Не ќе давам пари. Еќе да. У комши театарот да ми биде. А Австралија,
Бидејќи бевте. Мислам сте биле и поише од 3 една, сте пати, биле- да. Така? 3 пати, да. Значи, Кои се впечатоците вака Австралија? Земја далечна. до сега таков впечаток немам видено. Ха? Ајде да не зборам јас, нека кажи кумбата. Ајде кума. Па добро, убаво. Првиот пат бевме 2011 година за прв пат и тај ни беше, мислам дека прва прекоокеанска турнеја надвор. Так. И што правите фактички? За кај ве викаат? Пред нашиви иселеници да. настапувате? Кај И настапувате? абориџини што го изгледа научиле тоа? македонскиот јазик. Да. А такви нема. Малку се, ама има. Да. Поминавме и многу интересно, бевме секогаш во различни сали, некојаш салите се значи баш од тој тип као за стендап комедија, значи мала бина и маси кај што луѓето си вечерат, си јадат. Така, добро. И сфативме дека тоа не е најдобар начин да се представиме затоа што поќе се слушае вилушки ножеви, да, отколку ние На па келнер. од втората и третата турнеја почнавме во театарски сали. Значи Не заработивме многу, али видовме многу работи. А ти нели се плашиш од летање, бе? многу. Па како идеш во Австралија? Со Па кола? со првиот пат кога замина со 40 температура Крена? и тоа беше уште не беше направен новиот аеродром и некако мотнав од оние топломерите, знаеш што се сожива. Цел пат мери. мереше Мрдни малцето авионот А турбенција. добро, што очекуваш дека ќе видиш? Не. Значи и колешката Валето е многу плашлива. Аха. И сега вториот пат кога одевме Австралија, то турбуленци, страшна работа. И тие од Емиратите, тие што се стюардесите паничарки. И само трчат. И за Валето ми вика, а до мене секојаш седи. Шопрат овие, му викам ги барат списоците ако падни да знае како се деше. Не убаво ти реагира, а? Да. Ау. Демек ставраќе ми вика, ајде, му викам јас не го возам, ќе стигне. Да. Јас не го возам. Кума ти со авион? Добар? Не, немам гајле со авион, имам гајле со стюардесите. Ако се згодни, ја имам гајле да ти кажам. Јас обратно, значи некако случајно ми ја сгрешија билет од картата и ме седна едно сигурно 10 реда поназад од екипата. Аха. И од едната страна Изличен ти црнец, таму. од другата страна некој араб и јас бев на средина онака, Црнец и араб, да. црни двајцата. И ја замолив еднаш стюардесата ако може да ми најде место поблиску до екипата, затоа што патуваме заедно прв пат. И да не се На Саше изгубиме. му е страф од летање, морам да бидам. Да бидам покрај нив. Тај ми рече само окей и продолжи да се служи вечера. Јас замолив уште еднаш, продолжи да се служи пијалаци и почнав да ја пцујам. Замолив уште еден, почна да служи доручек. Така. Јас почнав да ја пцујам, ми се сврти ми вика, "О, македонац." Да, му викам, а ти, башта ми е българин, ми рече. Реков, балканците ќе Един народ. Така, един народ. Потполно. А Австралија општо ко држава, таа е малку фрики држава, така? Зборам да има животни чудни. Има. Па, и јадиме, се јадиме од животни. Јада, да? Ние, за нив не знам, ние се што видовме пробавме. Што збориш, бе? Па да, па Како бе се што ви? првиот пат гледам наслика кенгури во супермаркет, реков, што да пробам, малце ми изгледаше сумливо да пробам колбас од кенгур. И реков, ајде ќе одберам барем мелено, направив Колбас од кенгур? Да. Од кој дел го прават, бе? не пробам. Чекај се. Ќофтиња за направи. И каков е вкусот на кенгур? Па слично како телешко, само е многу поцрвено. И немој утре, ако ти остане од вечера, немој утре да го јадиш, ти пломбите Можеш да убиеш Отидоа. човек, да. отида. Да. А И друго што пробаш? Крокодил. крокодил. Како го прават? Значи го пуштив да оди. Јас го правам. Рецептот ми се викаше алакосте. Беше опашка од крокодил и многу Чекај, кај ја купуваш у маркет? Да. Добро. И беше многу интересно затоа што изгледаше како риба, а вкусот беше како пилешко. Абе тоа како и жаби и батаци се слично. Слично. Нели? Како риба и пиле се, некако нешто измеѓу. Да, и Вкусно, реков, стварно мислам. сега следен пат кој ќе одиме ќе гледаме нешто друго да пробаме. Тоест ќе пробаме се што се јади. Па добро, Да. супер. Само од нашите таму не пробавме да изедиме човек. Не се љупат, многу се тврдокорни. Да не те чуе Влахов Мицов. Ќе те боцне со ноктето. Рековме нема љутиш, се зезаме. Еј, а кога ќе одите пак? Имате ли најава? После ова не верувам. После ова изгледа не.
Не, значи нема врска, не. Нешто сме преговори за октомври за Америка, значи бевме Америка, Канада, браво. а за Австралија сега бевме октомври 2017. Значи, да, Америка каде? Исток, запад? кај нашите. Кај има наши таму? Кај има наши? Не, Канада бевме. Базата не беше Торонто? Канада, Аха. поминавме сите градови кај што се нашите. Нью Џерси, Детройт, Детройт, Чикаго. Чикаго. Одлично, нешто ново за најава вака? Се спрема? Па сега нешто Филм, нешто, представа некоја нова? Представа работиме сега. Да. Премиера ќе биде? Да, ќе имаме после Великден ќе имаме премиера. Одлично. Кражба, лаги и така натаму, од еден многу интересен српски автор. Па мислам дека ќе дојдем из Скопје. Жаровски како е? Комедија или мрачна комедија? Така? Да, да. Па тие најинтересни се. Да, Ако да. добро се И подел. вола представа малце психокомедија. ќе има сега ќе метнеме политика и Значи бомби. на и така. српскиот текст ќе додадете Па то малку. таму што ни се дешава и нас му се дешава и нив. Сега, да. Само нив тие уште не му се изваени бомби таму. Да. Може тоа ги чекали. Солза и смеа, дами и господа, Саши, Кумбата. Фала што дојдете, дечки.